Господине Цуклев, опозицијата веќе го оцени буџетот како популистички. Колку амандмани поднесовте и со кои бројки ќе ја напаѓате државната каса за вгодина? Добар ден на гледачите на Алфа телевизија. Имено контурите на овој буџет беа видливи уште при оставката или смената на поранешниот министер за финансии и обидот на премиерот да стане министер за финансии под превезот време за носење на храбри одлуки. Потврда за тоа беше и ребалансот на буџетот за 2019 и сетот на мерки кои што беа преземени во периодот после тоа, кои главно беа носени со намера за предизборна манипулација со гласачите во 2020 година. Имено СДСМ во изминатите 2-3 години се покажа како неспособна, како влада која нема институционален капацитет да менаџира со капиталните инвестиции како локомотива на економскиот развој и во 2020 година сета насока е насочена кон тековни трансфери, односно кон предизборна манипулација со гласачите. Тука пред себе би сакал да ги издвојам субвенционирањето на придонесите, кое што е свртување за 180 степени наспроти политиката на раст на придонесите, односно зголемување на трошокот на работодавачите за работна сила од 1% поен, што би значило дека во годишно тоа би значило прилив од цели 40 милиони евра приходи од придонеси. Сега имаме толку пари предвидено за субвенционирање на придонеси за оние кои што исплаќале на рака и кои што треба тој дел сега да го исплатат на трансакциона сметка. Од една страна товарот за сите работодавачи, од друга страна субвенционирање за оние кои што исплаќале плата во кеш. Слична ситуација и со растот на пензиите. СДСМ под наводно подобрување на состојбата на фондот за ПИОМ ги зголеми стапките на придонеси за 0,5% поени од 1.1.2019 и 1.1.2020, што значи за цел 1% поен и го ограничи индексирањето, односно растот на пензиите со растот на просечната плата. А сега адхок пред избори најавува зголемување на пензиите за 700 денари линеарно. Доколку беше останато законското решение за индексирање на пензиите со растот на просечната плата, пензионерите ќе добија многу повисок износ на пензија и во минатото и во следната 2020 година. Господине Цуклев, велите ова е предизборен буџет, ќе ве прекинам, велите ова е предизборен буџет скроен да ги задоволим пензионерите и административците, но можевме да ги слушнеме ставовите на власта кои во одбрана на државната каса велат оти ќе вложуваат во човечки капитал. Како ова го толкувате? Вложувањето за човечки капитал не ограничуваше власта и во изминатите 2-3 години да го прави тоа, кога се во прашање и пензиите и платите, и јасно е дека штом се прави тоа во изборна година, дека е единствено со намера за додворување до гласачите. Вложувањето во човечки капитал не подразбира само зголемувањето на износот на нивните примања, туку и вложување во образованието, подобрувањето на вештините и знаењата на работниците и сиот активен човечки потенцијал во една држава. Според деловникот, расправата за буџетот во матичната комисија ќе трае 10 дена. На собраниска седница најважниот економски документ би се нашол негде во средината на декември, но господине Цуклев, дали големиот број на предлози за корекции на оваа владина верзија од буџетот може да ја продлабочи и одложи расправата за трошењето на народните пари? Нема да се одложи. Мислам ќе биде се во законскиот рок спроведено кога е во прашање расправата и на седница на работното тело и на пленарна седница. Ние имаме поднесено на нешто над 300 амандмани со кои што на некој начин ќе се обидеме да ја смениме и структурата и масата на капитални инвестиции, меѓутоа не очекуваме посериозни промени, имајќи го предвид искуството кога се во прашање поднесените амандмани од опозицијата со министрите за финансии и со парламентарното мнозинство. Не очекуваме дека ќе бидат прифатени амандманите кои што ќе значат некакво посериозно свртување кога е во прашање реализацијата на капитални инвестиции. Рековте имате поднесено негде над 300 амандмани. Еве за нашите гледачи да откриеме на што се однесуваат најголемиот дел од амандманите или некои од вашите најсилни аргументи. Што би сакале да коригирате или промените?
Па наспроти изговорот за вложување во човечки капитал, ние сме во ситуација да стагнираат или да се намалуваат вложувањата во образованието. Најголем дел од нашите амандмани се однесуваат на вложување во подобрување на образовната инфраструктура, во смисол на изградба на нови училишта, спортски сали во училиштата, подобрувањето на комуналните услуги во општините. Ние сме сведоци дека во изминативе 2 години општините имаат катастрофално ниво на реализација на општинските буџети и принудени сме и на реализацијата на планираното и принудени сме преку оваа амандманска расправа да се обидеме преку централниот буџет да се финансираат одредени комунални потреби на граѓаните во општините. Тука би сакал да го споменам тоа дека во минатата година, кога беа предвидени 30 милиони евра од централниот буџет за враќање на долговите на општините, беше предвидено ограничување за растот на општинските буџети, на основните буџети на општините да биде не повеќе од 10% од просекот во изминатите 3 години. Меѓутоа владата го укина и тоа решение предизборно за да можат општините со мегаломански буџети повторно да им се додворуваат на гласачите за следната изборна 2020 година. Господине Цукле, ви благодарам за вашите ставови, за тоа што бевте дел од овие вести на Алфа телевизија. Ние секако ќе следиме расправата за буџетот, кој подсетуваме за нашите гледачи ќе тежи 3,9 милиарди евра. Проекциите се правени врз основа на раст од 3,8% од бруто домашниот производ, а буџетскиот дефицит за 2020 е определен на ниво од 2,3%.